спад на ранговите на македонските ученици. EasyJet лета до Париз од Скопје. Вработените во Германија трошат 22% од работното време на бирократија. Научниците открија подобни услови за живот на Марс. Негативни критики за филмот Битлз 64. Вистината за побелувањето на косата. Дамјан Давков освои 10.000 евра на математичкиот надпревар Ултимат. Македонските ученици се на 47-то место по природни науки и 44-то по математика во рамки на глобално тестирање спроведено во 58 земји. Овие резултати, објавени во Teams 2023, покажуваат дека Сингапур доминираше на врвот на листата. Министерството за образование истакна дека добиените податоци укажуваат на потребата од подобрување на наставниот процес, како и на важноста од воведување на нови методи за едукација и оценување. Нискобуџетната авиокомпанија EasyJet ќе започне летови од Скопје до Париз, а летовите ќе се одржуваат преку аеродромот Орли. Првите летови се очекуваат на пролет 2025 година. Со оваа нова услуга, компанијата ќе се врати на македонскиот пазар по паузата од Женева. EasyJet ја проширува врската помеѓу Македонија и Франција, а планира да ги зголеми летовите заедно со новата авионска линија на Виз Ер до Лион. Во Германија, вработените трошат дури 22% од своето работно време на бирократски задачи, што станува голем товар за компаниите. Менаџерите се жалат на зголемената бирократија и новите законски барања, кои влијаат на конкурентноста и инвестициите. За да ги исполнат тие барања, речиси 80% од компаниите ангажираат надворешни даватели на услуги. Истражувањето покажува дека компаниите трошат просечно 6% од вкупните приходи за бирократски задачи, што ја зголемува оперативната цена. На Марс е откриен регион кој би можел да поддржи микробиолошки живот, што може да доведе до откритија за вонземски организми. Регионот Асидалија планиша, сместен во северната хемисфера на планетата, има идеални услови за живот, како што се вода, топлина и енергија. Научниците го истакнуваат како потенцијално важно место за идните мисии кои ќе ги истражуваат подповршинските области на Марс со цел да откријат докази за живот. Исто така, истражувањата за метаногените микроорганизми кои можат да живеат во екстремни услови се поврзани со ова откритие. Метаногените организми можат да произведуваат метан без кислород и органски материи, а се смета дека би можеле да преживеат во подземните слоеви на Марс. Се очекува идни мисии да се обидат да истражат овие потенцијални живи организми. Филмот Битлз 64, кој опишува турнејата на групата преку Атлантикот во 1964 година, се соочува со негативни критики. Првичните рецензии истакнуваат дека неговата уметничка вредност не е значајна, иако успехот на Битлз во Америка бил важен од финансиски аспект. Критичарите го критикуваат издавањето на компилација од студиски снимки наместо подобрени живи верзии од турнејата. Во филмот, Битлз се представени како важен културен феномен во САД, но многумина се согласуваат дека изданието е повеќе насочено кон заработка, отколку кон вистинска ревитализација на музиката. Вистина е дека за многумина побелувањето на косата е символ за мудрост, искуство и зрелост, додека за други е доживувано како негативен знак, односно предвремено старење. Вистина е дека без разлика дали оваа појава ја гледате како природен тек на животот или естетски проблем, белите влакна можат да бидат индикатор и за вашата здравствена состојба. Вистина е дека фоликулите на косата содржат пигмент наречен меланин, кој го дава природното обојување на косата. Вистина е дека пигментните клетки, наречени меланоцити, се одговорни за вбризгувањето на меланинот во фоликулите на косата. Вистина е дека со процесот на старење, телото почнува да го намалува создавањето меланоцити, па така косата почнува да го губи своето природно обојување. Вистина е дека кога ќе дојде до побелување на влакното, не постои медицинска процедура или можност за реверзибилност на процесот, односно враќање на претходната боја на косата. Вистина е дека сепак, експертите се близу до откривање на улогата на генетиката во тоа кога доаѓа до побелување на косата. Вистина е дека продлабочувањата на овие знаења во иднина може да водат кон решенија за враќање на природната боја на косата. Вистина е дека годините и генетиката не се единствените фактори за намалувањето на меланоцитите.
Вистина е дека хормоните исто така играат одредена улога во тоа колку рано ќе дојде до побелување на косата, но исто така фактори представуваат и одредени медицински состојби и надворешни фактори, како вистина е дека кожни заболувања, како витилиго, предизвикуваат изумирање на меланоцитите или нивна нарушена функција. Вистина е дека недостаток од витамин B12 може да биде причинител за појавата на белите влакна. Вистина е дека коронарната артериска болест може да доведе до предвремено побелување на косата, особено кај младите. Вистина е дека хипертироидизмот може да предизвика предвремено побелување на косата, иако механизмот е нејасен. Вистина е дека изложеноста на хемикалии и различни загадувачи, како пушењето, може да го забрза процесот на побелување на косата. Вистина е дека истражувачите велат дека решенија за побелувањето на косата се можно да се најдат преку изучување на генетиката поврзана со овие процеси. Вистина е дека во една студија од 2017 година истражувачите ги идентификувале клетките кои се одговорни за побелувањето и паѓањето на косата. Вистина е дека тие откриле протеин наречен CROX20, кој е многу значаен за кожните клетки што му ја даваат основата на влакното. Вистина е дека со продлабочувањата на ваквите познавања, експертите се надеваат дека во иднина ќе овозможат спречување на побелувањето на косата, но и соодветни третмани за оние луѓе кои имаат проблем со опаѓањето на косата. Вистина е дека додека науката изнајде ефективни решенија за враќањето на старата боја на белата коса, еве 3 начини како самите да си помогнете. Вистина е дека можете да користите фарби за коса, можете да се изфарбате самите, но да користите и совети од професионалци за тоа која нијанса најдобро ви прилега на тенот. Вистина е дека можете да ја прифатите белата коса, тоа е природното обојување на вашата коса. Дополнително, во последно време белите влакна се во тренд. Вистина е дека секогаш треба да грижите за вашата коса, можеби не ви се допаѓа белата боја, но ќе се согласите дека тоа е секако подобра опција од немањето воопшто коса. Затоа имајте редовни кожни прегледи, хранете се здраво и користете соодветни препарати препорачани од вашиот дерматолог. Дамјан Давков е победник на најголемиот математички надпревар за средношколци во Македонија, Ултимат. Овој надпревар се одржа оваа недела, а Давков ја освои главната награда од 10.000 евра по интензивни квалификации. Надпреварот обедини 350 ученици од целата земја кои се надпреваруваа за титулата најдобар математичар средношколец на Македонија. Наградата има за цел да ги поттикне младите таленти и да вложува во нивната едукација. Организаторите нагласуваат дека оваа иницијатива покажува голем потенцијал на македонските ученици. Пат на ранговите на македонските ученици. EasyJet лета до Париз од Скопје. Вработените во Германија трошат 22% од работното време на бирократија. Научниците открија подобни услови за живот на Марс. Негативни критики за филмот Битлз 64. Вистината за побелувањето на косата. Дамјан Давков освои 10.000 евра на математичкиот надпревар Ултимат.